Почитувани, зборувавме за загадувањето дека руши рекорди, но се уште не е активна и епидемијата од морбили. Полупразни се градинките, но училишните клупи останаа без детски од Джагор. Еве до утре ќе видиме дали конечно утре ќе започне и второто полугодие. Токму поради тоа беше, поради загадувањето и се уште епидемијата на морбили беше и одложено, но во вистинско време, на вистинско место, денеска, на тема како да ги заштитиме децата од надворешните влијанија и колку можеме тоа ние како родители да го сториме, зборуваме со доктор, педијатар, специјалист Александар Сајковски од Аџибадем Систина. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Докторе, изминатово време сте навистина активен на социјалните медиуми, повикувајќи ги родителите да ги вакцинираат децата со МРП вакцината за заштита од морбили. Навистина голем беше бројот на родители кои што се оdzва, 3300 чинам до вчера, кои што во екот на епидемијата ги вакцинираат децата, но има и голем дел кои што се уште не ги вакцинираат. Што ќе речете вие за таа вакцина? Еве зошто толку многу родители се плашат? Што има во составот на таа вакцина? Па знаете како, тоа е вакцина која навистина и другите вакцини го подигна прашањето за евентуално појавата на аутизмот. Значи тоа беше пред 15 на години поставено како теза дека може оваа вакцина да влие по појава на аутизмот заради присуството на одредени субстанции кои што се користеа порано во стабилизатори на таа вакцина. Меѓутоа, знаете, нашата медицина стандардно се базира и исклучиво се базира на студии, испитувања кои што се релевантно направени, високи квалитетни клинички студии. Сите анализи, сите студии до сега не покажа апсолутно никаква асоциација помеѓу оваа вакцина. Релевантни студии, велите? Да, релевантни студии. Јас знам, свесен сум дека постои еден, да речем така да се изразам, антивакцинален покрет, мада би рекол дека постојат и луѓе кои што се едноставно уплашени, не знаејќи што е што, нели? Па едноставно на некој начин ја избегнуваат вакцината. Меѓутоа, морам да ви кажам дека и тоа повеќе пати сме го збореле, дека во Македонија, например, една од поголемите епидемии во 60-те години на морбили носеше пред воведување на вакцината од морбили, носеше по десетина смртни случаи на деца дневно во одредени региони од државава. Впрочем, ние имаме и се уште живи колеги кои што се антологија и кои што ги имаат доживеано. Кои што се сеќаваат на тоа време. А впрочем, знаете како, од средината на 19 век до денешен ден повеќе од 200 милиони деца и луѓе се умрени од морбилите како болест. Тоа е повеќе дури од сите тие световни војни што се случува во последните 100 и нешто години. Така да тоа е една болест која што за жал е доста брутална, доста јака, каде што вирусот се пренесува само од човек на човек и каде што е многу лесно превентибилна, значи вакцинацијата го подига имунитетот на многу високо ниво. Меѓутоа, за да се постигне тој ефект, треба барем 95% од населението да е вакцинирано. Значи, кога имате помал процент, тогаш има шанси за ширење на инфекција. Оно што јас истражував, особено по социјалните медиуми, можев да го најдам како прв изговор на родителите зошто ја одложуваат оваа вакцина, поради тоа што во вакциналниот картон таа е забележана на 13 месеци. И родителот вели, детето во тој период се уште убаво не зборува, некои се уште го немаат убаво зацврстено одот, па и таа грижа дополнително придонесува да се одложи на подолг рок таа вакцина. Што мислите ви? Има ли влијание? Знаете како, видите, вакцината е во принцип поставена за вакцинација во најголемиот број на земји во светот меѓу 12 и 15 месец. Првата вакцина, втората е меѓу 4 и 6 година. Меѓутоа морам да ви кажам нешто, баш управо се насмеав малку апропо говорот. Знаете како, вие ќе земете куче да чувате дома, од овие паметниве кучиња за година дена учат негде околу 150 збора, кои што човекот може да го командува. Бебињата во првата година од животот научуваат само 70 збора.
без оглед што имаме еден голем развој на мозокот. Меѓутоа, револуцијата во говорот и во развојот се случува во 18-тиот месец, кога секој дете почнува на секој 2 сата еден нов збор да вади. Така да, тоа не е баш оправдување, ај сега така да се изразам, нели? Асоциацијата на аутизмот и вакцината апсолутно, денеска е барем во медицината тоа докажано дека тоа не е така. Ја ги разбирам родителите што се плашат, едноставно од незнаење ги разбирам тие родители што малку ја одлагаат таа вакцина, едноставно се плашат од тоа како од сите тие информации што се шират во медиумите, меѓутоа не можам во исто време да ги разбирам родителите во друг еден контекст. Например, доаѓаат во амбуланта, скоро никој од нив не збори за штетното влијание на радиофреквентните зрачења. Например, нели, сите се со мобилните телефони, со цртаните филмови пред очите на децата. Зрачењето, например, на мобилната телефонија е или не е штетно. Никој не зборува за влијанието на енормното користење на пестициди, органофосфати и хербициди. Во тој дел зборам. А едноставно сите се фатија за веројатно едно од најголемите откритија во медицината, тоа се вакцинациите. Ние со благодарение на вакцинациите имаме и елиминирано еден огромен број на болести, скоро комплетно елиминиран. Но тоа е тренд во светот секаде. Ајде да се навратиме пак се назад. Го споменав јас тој вакцинален картон, зборувавме дека кажавте дека не треба родителите да се грижат, но што е со оние кои што сепак ќе ја дадат таа вакцина и одложуваат на подолг временски период, на 4-5 години, според вакциналниот картон треба ревакцина да прими на 6 години. 6 години, да. Сега, тука дали треба потоа да ја прими таа ревакцина, ако сме го вакцинирале на 4-5 години? Апсолутно мора да ја прими, знаете, затоа што сите анализи, знаете, во медицината, епидемиологијата е една од најдобрите науки, затоа што ги испитува причинско-последичните врски. Сите анализи покажуваат во медицината дека 95% од децата кои што добиле морбили се невакцинирани со ниедна вакцина. Уште дополнителни 3-3,5% се оние кои што ја примиле првата вакцина, ама не ја примиле втората. Значи, сакам да ви кажам, треба да се направи тој вакцинален систем. Впрочем, не е само морбили, тоа се, знаете како, тоа е морбили паротит рубеола. Да. Таму е, например, значајна компонентата рубеола заради мајките, идните мајки, паротитот е значаен заради машките деца, заради потенцијалните компликации, на заушки да кажам, но и другите вакцини кои што се користат во тек на првата година се исто многу значајни. Дури морам да ви кажам дека овој тип на вакцинација се смени затоа што во однос на старите вакцини, да ги наречам така старите вакцини, затоа што светот воведува нови вакцини. Например, во голем број на земји веќе се воведени и ротавирусни вакцини и така натаму и други некои вирусни или ке зборуваме и на таа тема, и нашите власти се трудат и чинам дека се готова веќе до одлука и 2 нови вакцини да воведат за стрептококната бактерија и токму вие го споменавте ротавирусот. Но ајде претходно уште една... Ја морам да ве прекинам. Да. Кога сме кај тој дел, само морам да напоменам дека Македонија беше една од државите која меѓу првите ја воведе ХПВ вакцината. За жал од тровалентна паднавме на двовалентна вакцина, а од друга страна сега излезена и 9-валентна ХПВ вакцина. Денеска знаете како ХПВ инфекциите не се третираат само како генитални инфекции, тоа се системски инфекции. Така да и таму треба да се вакцинираат и машки и женски деца, не само девојчињата. Кога сме кај имаме вакцината за возрастните, оние кои што примиле една доза вакцина, дали тие треба сега во ваква ситуација на епидемија да се ревакцинираат? Да, апсолутно да. Апсолутно да, затоа што и вакцината на 6 години не дава доживотен имунитет. И каков е временскиот период кога сте заштитени? Па 20 и нешто над 20 години е многу активен имунитетот кон МРП и добро би било и возрастните луѓе да се вакцинираат. Јас прашам, мислам дека имаше
апел, ако не се лажам, од страна на Министерството за здравство, сите лекари да се вакцинираат, и тоа е бидејќи се наоѓаат во, односно сите здравствени, бидејќи се наоѓаат во ризична група, и тоа е нешто што треба да го направат и возрастните луѓе. Ги споменавме сега новите вакцини кои што сакаат да ги воведат. Што е со оние деца кои што прележале, да речеме, ротавирус? Треба да прими вакцина сега за ротавирус или за конкретно е таа стрептококна бактерија? Дали сте вие за тие вакцини дека треба да се примат? Да, знаете како, видите, стрептококната вакцина, например, сега кога ја споменавте, за нас во медицината, во педијатријата најважно, знаете што е? Што таа стрептококна вакцина го штити детето од најтешките форми на инфекции, на стрептококни инфекции, во кои најопасен е менингитисот. Тоа ви е као со вакцината од туберкулоза. Ние ги вакцинираме децата од туберкулоза, не значи дека они нема да закачат во тек на животот, да го добијат тој што го викаме микобактериум, меѓутоа се тоа помине лесно, дури може да се случи и на нога, но го штитиме од најтешките форми на заболување. Така да, јас, например, не знам зошто луѓето, мислам дека е паметно да се отворат малце повише дебатни емисии на оваа тема, затоа што луѓето, мислам, најмногу родителите, сепак нема доволно информации за тоа како и што делува вакцината. И уште една заблуда сакам да им расчистам на родителите: кога детето прима вакцина, не му паѓа имунитетот. Баш напротив, вакцините се систем со кој што се подига имунитетот. Значи, знаете, ја често во амбулантите наоѓаме, ќе рече, прими вакцина, му падна имунитетот, се разболе. Не, обратно е. Значи, децата кои што, да речеме, закачиле сипаници, например, варишела, ке нив заради потрошувачка имунитетот, паѓа имунитетот во наредните неколку месеци, па се склони кон правење на инфекции. Например, зборам. Напротив, кога ќе ја примат вакцината, тоа се покачува имунитетот. Вакцините се ставени во заедно, например, БСЖ, со уште некои други лекови, во основните имуномодулатори, односно имуностимулатори во медицината. Што е со родителите кои што сакаат да ги вакцинираат децата, се за вакцинација, но имаат проблем да го зајакнат имунитетот на детето, вели не можам 2 недели да го дочувам здраво за да редовно го вакцинирам, камоли па со оваа вакцина. Како да, што во тие ситуации на лесно болежливи дечиња, но и од друга страна со дечиња кои што навистина имаат сериозни болести? Па, знаете како, децата, тоа е, се насмеав пак, морам да ви кажам, тоа е повторно добро што го отворите ова прашање. Знаете, кога бебето е во матката кај мајката, за да мајката не го отфрли, бидејќи тоа странно тело за неа, нели, носи полагенски материјал од таткото пол од мајката, кај мајката паѓа дел од имуниот систем за да не го отфрли. Истото е и со бебето. За да не ја отфрли својата мајка, нели, као странно тело, има низок, тој еден дел, теха еден дел од имунолошкиот систем се вика. Кога ќе се роди бебето, кога ќе се пресече папучната врска, кај мајката имунитетот се враќа назад за 48 часа. Кај децата имунитетот зрее во првите 6 години, во првите 6 години да дојде некаде 40% од оно што е на нас возрастните. Тоа е една од биолошките причини зашто децата не треба да тргнат на школа пред 6 години. Една од биолошките причини. Ја лично сум против тоа да децата тргаат многу рано во школа. Во тој дел имаме пак други деца, поголем дел, каде што уште малку е паднат имунитетот и онда почнуваат инфекции. Впрочем, видите, сосема е нормално, сакам да ви кажам, да дете кој ќе тргне у градинка, заради колективитетот и начинот на живење, сосема е нормално да има размена на инфекции и да се појавуваат настинки, грипови, проливче и така натаму. Наше е, ако има потреба, кај кој дете има потреба, да го, едноставно што би рекле по Facebook терминиве, бустираме имунитетот малку, да искористиме малку нешто што природата може да ни помогне да го појачаме имунитетот, или она што медицината, значи да направиме микс. Сепак да биде склоп на, да речем, имуностимулатори и здрава храна.
Меѓутоа, кога ги споменете имуностимулаторите, првата реакција е, па ја не знам што се случува со имунитетот, не знам дали да му давам на детето, нели дали може да направи некакви штетни ефекти во неговото здравје. Сигурно дека тоа е нешто што треба да се размислува и тоа треба да се направи најнормално во консултација со педијатар, затоа што не секој дете има потреба од имуностимулатор или имуномодулатор, нормално. Меѓутоа, и има некакви различити форми на имуностимулатори, зависи што сакаме да постигнеме. Меѓутоа, знаете, ја често пати сум го зборел на телевизија, викам и по медиумиве, еден од наједноставните, еден од ај се така да се изразам, простите имуностимулатори или се пробиотиците, односно она што го велиме добрите бактерии, нели, кои што го стимулираат имуниот систем во цревото, а тој е најголем во нашето тело, во цревото, тој се вика галт систем. Сакате да кажете дека детето, ако е благо настинато, тоа не е проблем да се вакцинира? Значи, денеска апсолутно многу се, не зборам заради оваа епидемија, да ја кажам, со морбили. Меѓутоа, јас денеска и вчера и секој ден добивам мејлови прашања дали да го вакцинирам, има нешто покачени лимфоцити, а детето е потполно здраво. Значи, видите, ние гледаме здраво дете у смисол да нема некоја активна болест која е пратена со температура, со проливи, повраќање или кашлици, некои така натаму. Ако детето нема активна болест и да шмрчка, тоа не значи дека е болно. Едноставно, вие кога излезете на ладно, може да ви протече носот малку од ладното. Така да, тие, да ги кажам, контраиндикации за вакцинирање се многу малку у суштина. У суштина се многу малку. А што е со дечињата кои што имаат сериозни заболувања, онколошки и друг тип на заболувања? Тоа е веќе еден посебен, тие дечиња подлежат на, така да се изразам, посебен режим на имунизација и дечиња кои што, да речеме, имаат хронични заболувања, тие се најчесто контролирани во клиниките, детските клиники и фактички под контрола на лекарите што ги водат се врши имунизацијата кај нив. Тоа е еден процес на нивното. Особено треба да се биде внимателен и за имунизација за тие деца. Да, тоа е у суштина, видите, тоа е еден процес, терапеутски процес, особено кај деца кои што се со најтешките заболувања од групата на малигни болести, каде што се даваат лекови кои што го супримираат скроз имунолошкиот систем, така да тоа е дел од терапијата, меѓутоа има по протоколите кога треба да се спроведе. И тоа не е оставено вака на обичниот систем на вакцинација, да го крстам. Ќе го споминеме загадувањето, на стартот го кажавме, никако го изоставивме. Загадувањето еве го пролонгираше стартот на второто полугодие. Се уште не е активна епидемијата. Од Институтот за јавно здравје прво рекоа дека ќе прават мобилна вакцинација на дечињата, но потоа рекоа дека доколку ако се прошири морбили во училишта, тогаш ќе идат мобилно да вакцинираат. Кажете ми следно. Сепак тоа ќе биде во консултација со родител, се разбира. Повторно ќе имаме ситуација дали родителот ќе одобри или нема да одобри. Дали детето од кога ќе биде вакцинирано може слободно да си тргне во училиште следниот ден. Сепак таа е вакцина која што 2 недели така треба да биде во надгледување. Детето можни се несакани некои последици. Морбили вакцината во основа, веднашка по вакцинацијата, скоро никогаш не дава веднашка по вакцинацијата некаква реакција, освен, пример, кога се боцка детето па болка. Како потенцијална реакција може да се јави негде меѓу 7 и 9 ден благо покачување на телесната температура и лесен осип, што трае ден-два и понатаму се губи. Меѓутоа, јас, верувајте, значи многу секојдневно, со многу луѓе комуницирам, многу родители, ја ги разбирам дека се сите исплашени, меѓутоа тоа е фактички една блага реакција која понатаму, тоа не е болест, тоа не е состојба од која што треба да се плашат. Децата веќе после МРП вакцината, после само 2 до 3 дена веќе имаат бустиран имунитет во однос на самите болести и може да идат во школа без никаков проблем.
Докторе, во интерес на времето, само би сакала на крај певе да заокружиме сите родители кои што не гледаат од Ринава. На вистина енормно загадување имавме изминатиот период. Ќе видиме како ќе биде во наредните неколку дена. Тука епидемијата се уште е активна. Како во овој период да ги заштитиме децата? Колку можеме ние да влијаеме да ги заштитиме, на кој начин? Дали само здравата исхрана или може нешто дополнително треба да се направи? Добро, за аерозагадувањето сигурно се системски решенија кои што треба да се направат. И тоа на што може човек да направи, тоа е малце да ја прочисти собствената средина, односно станот или куќата во која што живее, да се избегнува во вакви ситуации експозиција на детето надвор на самото аерозагадување и што подобро е да се носи на надвор од Скопје, односно во средини каде што е воздухот чист. Давање на имуномодулатори, имуностимулатори е сигурно една од методите која што може да ни помогне малку да се бустира, особено кај децата во првите 6 години. Меѓутоа сепак тоа треба да е во договор со педиатриската служба, нели? Така. Ви благодарам многу на денешното гостување. Се надевам дека расчистивме многу дилеми, особено за вакцините, и во овој период малку ги поттикнавме родителите да размислуваат повеќе и на таа тема и загадувањето малку повеќе да ги заштитиме дечињата.